Уште една недела на Радио Лидер, уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Добро утро, почитувани слушатели. 18 март 2024 година. Ивица, одморени од викендот. Прочка првден на пости, нели, за православните верници. Прости ми за се што сум ти сгрешил. Нема што да ти проштам. И слушателите нека ни простат. Тоа највеќе. Со ден за доцнување. Да ни простат од ситници како доцнење, па натаму. Сите грешки се само наши. Да. Благодариме на довербата. Не сме ве лажеле многу, така што нема потреба за тоа да ви бараме прошка. Така сме ви кажувале наша перцепција што не е лаган или во суштина. Ивица, да, се загрева атмосфера, иако не се загрева очигледно. Но не е загреана. Мислам дека уште сме во некоја меѓуфаза. Забележуваш, дури како да е подолу тензијата од вообичаената политичка тензија во нормални денови. Па да речеме, мислам дека неделава веќе председателските кандидати немаат право на медиумски појавување. Веќе неделава? Да, добро. Веќе неделава. Мислам дека нормално, за да не се дозволи таа долга пред кампања, тоа е во ред законско решение. Иако нели, во свет има негде кажеш има и перманентни кампањи дозволени, но тоа се кај нас е перманентна кампањата, како и да ја вртиш, знаеш, нека не можеш ти да сопреш политика. Да. Ќе видиме како ќе се развие, но на почеток имаме нешто многу интересно. Значи, имаме се еден своевиден феномен што утрина мене додека доаѓав на работа го читав и морам да бидам искрен, паѓав од смеење. Се сеќаваш минатата недела малце се шегувавме на сметка на новиот председател на собрание, господинот Јован Митревски. Нели промашил, некој закон не бил изгласан, он казал дека изгласан, па после се демантирал и излегло дека не е изгласан. Така? Да. И му се шегував, но иако на крај нема штета од целата работа. Нема, законот се испочитуван и уставот е испочитан во оваа работа. Да. Сега тука имаме еден не он да му се смееме, туку да им се смееме треба на сите пратеници на СДСМ и ДУИ. Што било се, ајде да чуем. Затоа што изгласале закон, значи, кој не може да се имплементира. И како? Затоа што е контрадикторен внатре во себе, неговата имплементација станува невозможна. Се сеќаваш на законските измени за законот за суди и јавни обвинители. Да им објасниме на слушателите, за да станат роднините на, не знам, и соработниците на Рами Смерко, на Талат Джафери, на оној, вие пола СДСМ. по предлог на Кренер Лога, министерот за правда, и по предлог на неговата заменичка Мадич, беа предложени законски измени со кои во тој тест на судиите за суди и јавни обвинители ќе се даде посубјективен начин на оценување во бодирањето. Што значи повеќе ќе вреди она ушно испитување од нели писменото кое е доказ кој останува за веки векови. Не може софтверски нели одеш. Сега брзајќи да направат ова Антонио Милошевски го објави утринава пред 30 минути на неговиот Facebook профил, вели Академијата за суди и јавни обвинители создава правна несигурност со дупло бодување предвидено со член 45. Имено, брзајќи да ги направат суди и роднините и соработниците на Рами Смерко, раководството на Академијата за суди и обвинители денеска ќе одржи седница за да ги одреди дотумите за полагање на квалификацијскиот тест и на практичниот испит. Задачата за штелување на испитните бодови, само секунда, задачата за штелување на испитните бодови според рангот на листата на подобните ја имаат Джелал Байрами, председател на приемната комисија, екс-министер од ДУИ и директорката на Академија Габер Дамјановска, нели предлог на СДСМ. Но при тоа, при големо брзање се прават големи грешки. Па така пратениците од мнозинството заедно со неспособниот министер и заменичката за правда на 28 февруари го изменија законот за Академија за суди и јавни обвинители
и направија правен хаос и несправедливост на членот 45 од истиот закон. Продолжуваме понатаму, имено во академијата тие што сакаат да се вработат како слушатели за идни судии треба да полагаат и практичен испит, со кој предзаконските измени беа предвидени вкупно 100 бодови, 70 бода од писмениот дел и 30 бода од усмениот дел. Со законските измени, за да се зголеми удделот на субјективниот фактор во бодувањето, неспособниот министер Кренер и заменичката Мадич предложија претениците од СДСМ и ДУИ изгласа да се добиваат 35 бода од усниот дел од испитот. Јасно е до сега, Ивица? Значи, гледај до сега. Сега. И сега законот за академија за суди и јавни обвинители има контрадикторен член 45, во кој ставовите 9 и 13 пропишуваат 105 бода за полагање на практичниот испит, а ставот 14 на истиот член императивно наведува дека на практичниот испит можат да се освојат најмногу 100 бодови. Значи, во еден член од законот 105 бода се предвидени, во друг се 100 бодови. И тоа во членот 14 јасно стои на практичниот испит можат да се освојат најмногу 100 бодови. А овие предходно ова е лудо. Законски измени со кои се крева на 105 за тие 5 бода да можат нели да ги манипулираат. Ова е многу лудо. Толку голема конфузија создава ова, што сега кој членот за тоест кој став од истиот член во законот ќе го применуваат? Значи го заглавија процесот. Сега не може да го спроведат процес. Ако го спроведете незаконски. Затоа што ако спроведеш со 100 бода, ќе речем че 105. Ај разбирам да се промаши некој обскурен закон. Не знам, некој закон за кој што не во државата, во светот има стотина експерти, така? Па некоја ситница дека се промаши. На академија за суди и обвинители се промаши. Прво го прочитал некој, значи ова замисли гарант учествувала академијата во изготвувањето на овој закон. Па не учествува очигледно, политички се договорила. Учествувале така наречените експерти од вамо од таму, нели? Поминало меѓуресорска расправа, влади, парламенти, никој не седнал да направи ЕСАП. Мислам, елементарна математика, собирање, одземање, така? Нема тука... Не бе ни собирање, значи, предходно таму кај што било 100, требало да биде 105. Кога више решиле да штелуваат. И не седнал никој да го искоригира тоа. И забораиле дека у друг член значи, вика најмногу 100. Сега нема да се спроведе ова. Па не е можно да се спроведе, затоа што било кој од двата параметри да ги земеш, утре некој може да ти ги оспори резултатите, да каже, готово. Има максимум. Лелеко. А да, ова најверојатно седнале се договараат меѓу себе. И забораиле. Убаво рекол Бизмарк, никој не сака да знае како се прават кобасици и закони. Еве го доказот. Ова е една од тие кобасици што не сакаме да го пробаме. А сето ова е од една едноставна причина и затоа е пратеникот Милошовски во право, сето ова е затоа што некој таму сака да биде... Значи, невидено. Ова е страшно. Ова е страшно. Ова е страшно. Значи, прво самата таа академија се претвори во едно. Се почна кога го кинаа TOEFL-от као услов. Така и веќе ние го пратиме. Да, тоа го пратевме. Не само TOEFL-от, и просекот текнува. Го намалија просекот, се заборел. Колку е? Види таму. Во законот. Знам дека го намалија просекот. Се види. И еве да збориме, Македонија била ваква, Македонија била таква и сето тоа веројатно и точно, така? Ама просек си е просек. Што знам, што мислиш ти? Види се, зависи за која работа, зависи како, кога. Но, например, као што докторски студии не може да запишувате ако имате под 8,5 просек или 8, да. Сега не знам колку е веќе. 8,5 беше, валјда не го намалили и тоа. Да. Не разбирам. Треба да има некој движечи нели услов. Например, во Англија тоа е многу
дури при почетните плати одлучува, знаеш? Не знаев дека одлучува. Да, например, особено во администрацијата, пошто во Англија Да, таму види. за разлика од кај нас, за разлика од кај нас, таму класификациите се малку различни. Таму имаш прва класа, first class, имаш втора класа, горна дивизија, тоа сум ја, втора класа долна дивизија, што е негде би дошло по наше осмица, трета класа, што е седмица, и после нели имаш со 6 како си non-honors degree, односно без квалификација, само да си дипломиран. Сега што е разликата? Тој што е со upper дивизија, односно со горна дивизија втора класа, добива повисока плата од тој што е долна дивизија при првичното вработување, зборуваме. Почетна плата. И во приватен сектор се почитува многу тоа. Не само во јавниот сектор. Ако си прва класа, веќе исто земаш па повеќе од овие другиве. Така што таму е тоа важно и затоа се борат, нели, меѓу другото, за да стигнат до овој просек. И не само тоа, види, просекот и значи кој регрутираат и така натаму сега да не би, значи, види. И без втора класа не можеш да се запишеш на магистерски, ако имаш трета класа. Не, меѓутоа, види, кај нив тоа е околу, затоа што борба е за работно место, нели? И ако ти не успееш да направиш просек, тешко дека ќе влезеш во при првата регрутација. Потоа низ работата, ако се докажеш, е друго. Ама многу потежок е патот. Вака е полесно. Што значи дека за време на студиските денови не треба да свиркаш, него треба да седнеш и да загрееш столица, што би рекле старите. Така? Сега, кога сме кај просекот, ние многу напред отидовме со просекот. Како? Па ние бараме просек, а овде во држава овие ни македонски не знаат. Еве, сега МКДМК, релевантен извор за информации, според мене, објави една неверојатна статија ово утро, пред малку, економската директорка на токсикологија не знае македонски и доаѓа на работа со татко ѝ. Власта не само што не го исполнува ветувањето од 2016 година дека ќе ги укине економските директори на клиниките низ Македонија, туку сега предизборно вработува и нови наспроти најавата на поранешниот министер за здравство Фатмир Меджити дека од 1 јануари 24 година економски директори нема да има. Така, пред еден месец, еден ден откако стапи на функција новиот министер Илир Демири, назначени се организацијски директори на клиниките за токсикологија, неврологија, ендокринологија, стоматологија и физикална. Извори за МКДМК велат дека некои од назначените директори воопшто не се соодветни за местото на кое се назначени. Ново назначената економска директорка на клиниката за токсикологија Бесија Илјази не знае македонски јазик, па кога мора да соработува со колегите преведувачи и се двете секретарки вработени во оваа клиника. Дознава МКДМК од извори во клиниката. Дополнително велат тие, таа неретко на работа доаѓа со својот татко, кој постојано е со неа како неизино обезбедување. О мај гад. Ја видовме само еднаш да дојде да се представи, тоа што го кажуваше го читаше од ливче на исклучително лош македонски јазик. Неколку пати ја видовме како низ ходниците оди со татко и кој личи како да е неизино обезбедување, велат нашите извори. Од Министерството за здравство добивме курс одговор дека Илјази е назначена за директорка на клиниката на токсикологија на 14 февруари. Само толку. Види, ова ако е точно е од јавно достапните информации, таа завршила економски факултет на Тетовскиот универзитет и дека претходно било вработено во одделението за финансии во општина Тетово, но и во кабинетот на Седат Сулејмани, иако од Министерството велат дека Бесија никогаш не била кај Седат вработена. Лицето за кое прашувате никогаш не било вработено во Министерството за култура, туку била ангажирана со договорен дел. Добро. Види, сега ние зборуваме за просек,
Овие не го знаат официјалниот јазик во оваа држава. Страшно. Страшно. И не е дека не може да се најдат луѓе кои што го зборуваат официјалниот јазик. Ова е... Ја мислам дека 99% од луѓето кои живеат во држава, независно од етничката припадност, зборуваат македонски. зборуваат македонски. И не само тоа, но... Страшно е, шо да кажам. И со татко ја одела на работа. Тоа па со татко и шо одел на работа е посебно... Тоа па како да го коментирам, не знам. Ја некад да дојдам ја со татко ми да работи. Ова замисли одиш на работа со родител. Знаеш колку делува а директор си, пази. Не директор било шо да си, почетник да си, па замисли со родител да дадеш. Ќе се смеат сите, а директор? Ке те уништат, не само што ќе те се смеат. И со право, а директор, види, се забега сериозно се забега. Со дуизацијата. Дуи, може и да не е дуи ова, знаеш, ама не е убаво. Со партизацијата. Не е убаво. Сме го зборувале. Со етнопартизацијата, не знам како да го наречеме ова сега. Без да бидеме шовинисти. Лудо е, во секој случај е лудо. Не, кој му вели не доаѓа на работа, кога доаѓа со таткото. Комуницира преку две секретарки. Некој седи со неа, например, а одлучува за набавки. А двете секретарки преведуваат од македонски на албански. Значи да речем дека е страшно е understatement, така ли е? Не, ова е тотално. Види, Вица, ова говори за тоа во каква состојба е доведен системот во изминатите години. Е ваква е состојбата. За никаде. И сега, не е ова само единствен пример, ова е стигнало до колегите од МКДМК. Слично е сигурно и во Агенција за вработување, слично и во македонски пошти. Во секоја институција е вака. Во македонски железници. И затоа системот, затоа не ни се обраќа ВОС. Не разбираш? Од овие причини. Види, дека е срамно е. Сега не знам што друго да кажам, ајде. Еве ти дополни, молим те. Немаш, знаеш она, толку е страшно што, знаеш што се, нема, што ќе ги убедувам граѓаните дека е страшно. Ма нема што да ги убедуваш, мислам, ова е вон секоја здрава памет. Знаеш, мислам дека што ги им согласуваш кажеме со на мене. луѓето? Ова е вон секоја здрава и нездрава памет. Да, управо си, што да им кажеш на луѓето, ајде. Како може ова некој да го правда, разбираш, да рече, абе добро, сега тоа е. Што тоа е? Не можеш да кажеш така како тоа е. Страшно. Страшно. Меѓутоа, ајде да се вратиме. Еве, да. Извини, имаме од едно слушатели, јас како возрастна личност ве замолувам да направите емисија добро. Редовно не слушаат. Добро. Значи, од село Богомила Шогле, тоа е негде, тие се Богомила, Шогле, Нажилово, Попрадиште, Мартолци и Телово, Велешка околина, има само еден воз кој неколку месеци кој не се обраќа неколку месеци и тоа кога се обраќа е со големи затоцнувања и неподобен во временскиот термин, значи луѓето се тотално отцепени од цивилизација. И некој за тоа се грижи? Еве, значи Бети ни напишала, наша слушателка од таму, редовно ве пратам во вашата програма и затоа ви се обраќам за помош за нас кои живееме во овие села, вели. Значи пази го ова сега. Од СК во Битола трга во 14:30 и проаѓа вечерта кај нив у 2 часот. Вечерта у 2 замисли се, 2 сата треба да се единствената конекција со цивилизацијата. Што е бе ова бе? Значи немаме возови. Немаме клиники, односно ги имаме вакви какви што имаме. Системов е доеден во фаза да распука, доколку значи
Значи види прво ќе треба новата влада веројатно да прави, како се вика тоа, ќе треба да го врати системот во нормала. Тоа ќе биде првата задача, што е срамно. Да има 10 линии за воз у држава. Знаеш? Да. Да има... Па има, ама треба тоа да Па функционира. не функционира, не се обраќа воз. Не знам како да ти објаснам ти зим. Поштата е ужасна. Пошта ти е фактура да испратиш за 4 месеци, ќе стигне од Кавадарци у Велес. У 21 век зборуваме. Со милион приватни алтернативи, нели, каде што у ист ден ќе стигне пратката. Не. Невидена работа е ова. Е сега, види, кога партии ви излегуваат и сега они нудат нешто као решенија, големи идеи, европска интеграција, требење на корупцијата, економски раст од 6% и така натаму. Прво треба ова да го имаат во обзир. Еве у која состојба е нашиот систем. Директор кој не знае македонски, а води клиника за токсикологија, тоа е озбилна клиника. Утре, ако дојдат, знаеш што си знасме, се сеќаваш, нели, во Русија беше тоа актуелно и во Велика Британија, кога службите напаѓа со биолошко оружје луѓе. Нели, случајот Скрипал, ово и он. Па кај нас, ако се случи таков случај, вие нема ни да го откријат. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Кај нас, ако се случи тоа, овие нема да го откријат дека било напад со биолошко оружје. Види ги колку се неспособни. Имаш една системов сега вакцинацијава е актуелна. Секој ден различни изјави даваат. Не знаат што е. Ја пишав еден радикален статус против антиваксерите и стојам на тоа и го мислам тоа. Тие луѓе треба дефинитивно некако да се превенира нивната улога во нашето општество, затоа што додека во остатокот од Македонија вакцинацијата е преку 90% со ДТП, во Скопје под 60%. Тоа не е нормално. Тоа е сериозен проблем, луѓе. Пресериозен проблем. Значи, сега, и што се случува? А не знам дали виде во Чешка, магарешка кашлица имаат епидемии таму. Ама не, ова е некое лудило. Некое глобално лудило. И сега јас напишав за оваа будалаштина и една колешка ми се обраќа, Љупче, вика, јас не сум антиваксер, вика. Не само што не сум антиваксер, сум за вакцини и на моето дете му ги имам сите вакцини додека било бебе, вика, стаено. Но потоа, пази го ова, во Скопје живее детето. Веројатно, вика, ради тоа повеќе се вакцинираат во другите градови. Од која е излезено, нели, од она бебе состојба, како се вика, од која влага во адолесценти, нели, се менја лекар и така натаму. Прво, немал ни еден систематски преглед од прво до 7 оделение. Замисли, во Скопје. Ни еден систематски. Второ, никој, вика, нас не ни кажал дека треба да го прими повторното. Велам, како не ви кажа? Така, вика, никој, еве, моите деца, нема да ја кажам која колешка, родени 2004 и 2012, валјда матичниот лекар кажа, се вакцинирани скроз по календар. До ден или барем така мислев. Кога беа бебиња ги носев и ми пишуваа на книжка следен датум кога треба, нели? Никогаш не промашив. Кога тргнаа во школа, картонот ни го дадоа и ни рекоа од тука презема школски диспензар. Поголемото дете натаму редовно до точка вакцинирано, но малото прв систематски во прво оделение прими некое ДТП и толку. Сега е 6-то оделение. Значи, ниту на систематски бил од прво, ниту за вакцина ми се јавиле. Кога почна со каслично најдов книжки и видов дека му фали доза на вакцина. Споредба, вели, во градот од кој што потекнува колешката, да не кажувам, внук ми пред година и пол помал се има примено. Ја прашав сестра ми од кај знаела кога да го носи, вели дека независно од систематски им стига покана на домашна адреса за секое боцкање. Значи, у Кавадарци, у Велес, у Прилеп, у Битола системот функционира, во Скопје не функционира. И како е тоа можно? И не е само, значи, еве, од тие 60% ќе ставиме
10%, 20% се ненормални будали, не си ги вакцинираат децата. А остатокот? Добро, Се ама вакви предпоставам случаи. дека матичниот лекар треба да... Абе, добро, ама знаеш се, шо поправо на матичен? Ти идеш на матичен, болно е детето, најчесто затоа идеш на матичен. Тогаш гледаме ај антибиотик да даеме, ова да даеме, знаеш. Не може па и матичниот да изиграва сега тука инспекција на цела оваа работа. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Лудо е. Лудо е. Ова ги поминува границите на здравиот разум. Го знаеш, ма стафокова прашање. Не. Да. Значи не зборуваме за тие. Тие треба системот да си ги реши. Не, ама матичните лекари мора да... Ова е нивна обврска се. Пази, јас сум те на матичен лекар, знам како функционирало тоа на време. Значи, покрај систематскиот преглед и матичниот лекар треба да подсети. Треба да подсети. Затоа постои нели таа капитација и така натаму. Предпоставам дека имате некои софтверски пакети кои што го решаваат. Ова е задача на семејниот лекар да подсети. Ја завчера го Тоа е едно, а второ не е само беби. Сега ајде се и тие луѓе да не ги носам, да не ги доведуваме, не е само до семејниот лекар, него е до системот, како се вика, Институтот за јавно здравје има списоци. Треба тоа се да се испраќа. Не само тоа, има годишна програма што носи владата за имунизација, така се вика, нели? Се даваат пари за тоа, значи тие пари треба да се оправдаат. Не зборуваме сега за парите, него зборуваме секогаш мора да има оправдание нели за потрошени пари, меѓутоа тие пари се трошат за добра работа, за позитивна работа, така ли? Во Скопје кај урбаното граѓанство вакцинацијата со Дитапер е под 60%. Ова резултира со враќање на инфекции кои Македонија ги искоренила пред повеќе од 50 години. Во остатокот од државата случаи нема, затоа што таму луѓето се поодговорни, па вакцинацијата е над 90%. Ја ова го напишав пред да ја дознам ова информација дека во Скопје не функционира ништо. Нели е симптоматично што надвор од Скопје е 90%, а вакцинацијата во Скопје е под 60%. Системот презема мерки, но овие мерки според мене се недоволни. Имено, сметам дека напливот од лажни вести и теории на заговор против вакцинацијата во Македонија е своевидна специјална војна на одредени центри со цел да му се наштети на населението овде кое се заблудува со глупости и лаги од кои се губат човечки животи. Да, ова е уште еден пример дека пропагандата може да биде оружје за масовно уништување. Доколку внимателно разгледате, ќе видите дека постојат десетици сајтови, Facebook пејчови, подкасти, YouTube канали, Telegram канали и така натаму, кои организирано ги шират овие лажни вести дека вакцинацијата е штетна. Во огромно дел од случаите на устите овие канали се шири и проруска пропаганда. Не алудирам дека од Русија доаѓа оваде, но можам да ги детектирам двата случаи сега. Не можам да тврдам дека русите ние прават оваа кампања, но на истиве места каде што се прави ова се поддржува и Русија. Постои дури и една минорна проруска партија, слична на онаа на убиецот Палчо, која го шири истиот антиваксерски дискурс. Да не ги заборавиме инфлуенцерите. Сите овие да ги собереме немаат 3 реда школа за медицина, но ви убедуваат да не ги вакцинирате вашите деца. Во Македонија постои лепеза на кривични дела против јавното здравје. Сите овие, и ги споменувам сега, нели, луѓе во што се активни во антиваксерското движење во Македонија, треба да бидат процесуирани. Во исто време да се истражи дали постои странско влијание таму и да се дојде до тоа кој ја плаќа оваа пропаганда. Сега извинете вака, ама ние имаме подкаст, така? Еве, јас и Ивица да се откажеме целосно од нашите плати, да работиме бесплатно. Ме сваќаш, Ивица? Да. Пак месечно трошоци за овој подкаст ќе има 2000 евра. Минимум. Без мене и тебе. Минимум. Без мене и тебе. Сега, откаде пари овие луѓе да ја шират оваа пропаганда? Дали може некој од фармацевска индустрија ова да го фаворизира? Може на некој од фармацевска индустрија да не му одговара да има вакцинација? Не знам од каде доаѓа, но тоа кошта. Мотивите за ова стварно ми се тотално нејасни.
тотално нејасно. Многу ми е матно. Особено што цела светска наука јасно ги Ма не бре цел светски здрав разум е цела светска наука. полио ќе вратат. Па се ватија. Кај што не треба се. Индија ке искорени полио, Америка враќа полио. Или Македонија. Да, ова е Лудо е, синоним нели? дури за поразвиени општества. Ма не, лудо е. Меѓутоа, мислам дека и градинките и здравствените власти мора многу посериозно со ова да се занимаваат. Значи овде Безбедности, АНБ треба со ова да се занимава. Извинете. Да. Сега, не викам ја да се апсат, да се затвараат и така натаму, но треба да се види бе луѓе, од каде, како ова вака се. Наеднаш на детски роден ден не е ин вашето дете да е вакцинирано. Инфлуенсерка нема средно завршено едва и ще слика со голи гради и рекламира креми за тело и она објаснува зашо била толку валентна вакцината, зашо била оволку валентна, она сакала ова да му даде на детето, но она не сакала. Бе, чекај малце, тие вакцини не се само за значи, суштината на имунизацијата не е за мене, ја имам лично право. Ако имаш лично право, ако сакаш да имаш лично право, ќе се тргнеш и нема да живееш во општество. Ако живееш во општество, Абе види, ти си одговорен и за другите. Тоа е као, знаеш, да го споредуваме со возило. Ти можеш да не го регистрираш возилото, моторот да го извадиш, гумите да ги извадиш така. Ама во моментот кога се вклучуваш во сообраќај мора да е регистрирано, исправно и така натаму, нели? Не, кога ти кажат, ја имам лично право. Твоето лично право во моментот кога ти го загрозуваш општеството, престануваш да го имаш тоа лично право. А ти со невакцинацијата го загрозуваш општеството. Точно е тоа. Затоа што утре има некое бебенце кој не е уште во фаза да ги прими дел од тие вакцини, што ти можеш да го заразиш со твоето. Simply as that. Не само simply as that, него и значи се враќаме на ова работа е пресериозна и мора да се како се вика тоа, мора да се испита. Не е убаво. Не знам што мислиш ти, Лјупчо. Мене ова ми е знак на некоја нездравост кај нас. Тотално. Многу е нездраво. Не знам ова дали е се лудо. И ти викам, јас се прашувам, оваа пропаганда што масовно се шири, се повеќе будали веруваат во неа. Знаеш, и некако се поврзани. Истите луѓе, ти викам, шират проруски ставови. Не викам. Ама не, има и од меѓу таквите што шират. Значи, Не, сега ти зборуваме на генерална слика. Аха. Истите шират проруски ставови. Истите шират како се вика, антиваксерски ставови. Истите се против не знам што ти тамо. И сега најновото шират лепеза на лажни вести против Светската здравствена организација. Искача истата антиваксерка, искача на телевизија и вели дека по препорака на СЗО препорачува децата да почнале да мастурбираат после 4 месеци. И ти, пази сега, и ти го гледаш тоа на телевизија и викаш, леле, овие од СЗО сатанисти дали полуделе, го бараш по тоа и на Google ти искача дека тоа е лажна вест која ја шират такви и на светско ниво ја има, не само овде. Значи, меѓународните институции ги подкупуваат вакви будали. А им се дава простор во медиуми, им се дава простор на телевизија, им се дава простор на интернет, се повеќе присутни и луѓе едноставно недоволно образовани, недоволно информирани, без когнитивна способност да седнат и да го прогуглаат тоа што им го кажуваат дали е точно. Да, ма Лјупчо, не треба да има цензура. Нека зборат, ајде, ќе се исчисти тоа. Не бе, треба да се види кој ги плаќа. Тоа да. Значи, тоа извини. согласам, да. Ја не викам сега да ги... И тоа е дело слобода на говор, да знае кој го плаќа говорот. Така е, управо си. Значи, дај да видиме од кај ти бе Управо си. подкаст да направиш. Управо си. Нека дојат кај нас, нека проверат секоја фактура, се знае. Не знам, тој не бил алкохолик, не бил клиент, овој Управо се тоа, слободата на информирањето подразбира да и слобода да знам не бил кој го клиент, плаќа. Охта не бил клиент, Реплек не Да. бил клиент. Значи, битно е кој го плаќа, тој што информира. Не, тука си сосема управо. Така. Тука си сосема се управо. може да се провери. Тука си сосема управо. Значи, за Усија не види, бил клиент. Евана не е клиент.
Ме разбираш, можем да си ги кажат клиентите. И токму заради тоа мора да останеме, како се вика? Токму заради тоа мора да останеме целосно транспарентни како емисија. Ама не. Целосно транспарентни во однос на финансиите. И сме. И сме. Кај нас се гледа тоа Кој многу што јасно. сака нека дојде нека Меѓутоа, пројде. оправа си дека целиот овој свет инженери кој што сега никнува како печурки, треба меѓу другото да објасни извори на Ама финансирање. знаеш што е разликата? Огромна е разликата. Ние Значи, јас сум против секој на цензура. Абе, Меѓутоа, јас сум против цензура. Мене ќе ми иде полесно да знам со кого зборувам, кога знам како се- викаат, нели, следи ги Види. парите, нели? не зборуваме ние за цензура тука. И вица, ние како радиодифузер сме должни да почитуваме одредени правила. И ги кои ни дава почитуваме, нели систем. така е? Пример, ако се каже овде навредлив збор за ромите, нели, понижувачки, за албанците, зборот, нели, кој се И т- користи да. во неформално, кој е навредлив за нив. Ако се Да. каже овде, ние плаќаме огромни казни за таа работа. За разлика од нас, они може сакат да кажат. Ние сме подлежни на најразлични закони. Тие не се подлежни на ништо. И токму таа нерегулираност на просторот доаѓа до ова, затоа што знаеш како? Кога утре ќе се врати полио у Македонија, системот ќе има право да ги собере сите нив да рече чекај да видиме што е работа. Зошто вие го зборувавте тоа? Ама ја таму прочитав на интернет. Аха, кај прочитавте? А кој ви дае пари вас вие подкастов да го снимате? Кој ви беше снимател? Аха. А колку плата зема снимателот? А како плативте кирија вие за студиото? Извинете. Се што правите во организирано општество, вие сте одговорни. И вашите лични права завршуваат во моментот кога ги нарушуваат правата на другите. А со невакцинацијата, извинете, вие ги нарушувате правата на другите. Затоа што создавате некомплетно имунизирана слика каде што може да настрада и некој друг. Еве да, има деца што се медицински случаи и не може да примат вакцина. Со тоа што здрави деца не се вакцинираат, нивниот живот се загрозува. Додиме Ивица со една кратка пауза. за реклами. Ивица, говоревме во првиот дел за здравствениот систем и за судскиот систем во земја. Тие се само дел од системите, нели, кои се пропаднати во изминатите Многу години. битни, така ли е? Не верувам во теории на заговор, искрено. Да, добро. Но не верувам ни во дека нешто тука намерно се случило, дека некој ги инсталирал намерно овие да направат ваква глупост. Но финалниот резултат е многу лош по животот генерално. Добро. Сакаш да сега еве излезе една статистика за просечниот животен век во држава. Внимавај. Во периодот од 2002 година до 2018 година, 2018 година е првата година која СДСМ цела година е на власт. Добро. Има перманентен раст секоја година на животниот век во Македонија. Добро. Тоа е поради иновациите во здравствениот систем и така натаму. Значи, Не, тоа е многу фактори се, знаеш, меѓутоа здравствениот систем предводи и диетата, значи подобро се храниме, нели? во Тие две работи. 2002 година, непосредно Добро. по војната, просечниот животен век на мажите во Македонија бил 70,6 години, Добро. во 2018 е 74,4 години. Значи Добро. за цели 4 години пораснал животниот век кај просекот мажи. во ЕУ, мораме да кажеме. Далеку под просекот во ЕУ, каде Добро. што имamo поквалитетни здравствени системи. Кај жените ситуацијата е исто така, нели, во една подобра позиција. Тие живееле во 2002 просечно 75,6 години, во 2002, за во 2018 година веќе се качува кај жените на 78,3%, што е веќе значително приближување кон европскиот просек, да се разбереме. Сега. 2017 при крајот доаѓа на СДСМ на власт. 2018 веќе Таравари е министер, 2018 доаѓа Венко Филипче да биде министер. Добро. За здравство. Линијата на животниот век во Македонија оди вака. Надоле.
Имено, кај жените од 78,3 години просечен животен век во 2018 година, во 21 година, кога последно ја имаме оваа статистика, животниот век е 75,5. Кај мажите од 74,4 станува 71,1. Ова е како во време на Елцин, кога беше на транзицијата, ова е драматичен пат е ова? Нешто од ова е короната, така? Нешто од ова е короната, има нормално свое влијание, значи, Но драматично е ова, беби. еве, да, исто е. Гледаме дека нема некое подобрување во 23-та година. Повторно, нели, бројките Ова се е враќаат драматично, назад. ова е драматичен пат. Овој пат првенствено ивица се бележи на урнисувањето на здравствениот систем во земјава. И тоа што економската директорка не знае македонски. Да, ова е причината. Тоа што специјализанти се бираат по партиски, по етнички Да, клуб. тоа влие. Тоа е тоа како влие. Тоа што примерната заштита е се помала, тоа што голем дел од докторите се селат во Европа. Сето тоа влие. Еве е причината. Сето тоа влие. Ковидот да има своја причина, но И објаснува многу. и објаснува многу, но и самата реакција на ковидот Да, а да се разбереме, ако некој каже сега дека решение за ова е приватизација на здравствениот систем, тоа е како нели Не, тоа ако сакате 60 години да имаме просечен животен век. Ако сакаме со нафта да гасиме пожарот, прилика така е. Да. Нема проблем, да. Да. Значи, Не 60, 40. Еве, видете како изгледаат земји каде што е приватизиран здравствениот систем, па ќе ви стане јасно. ова говори и нешто друго. По доаѓањето на СДСМ на власт, се што е стожерна институција во држава падна. Кои се стожерни институции? Армија, Полиција, полиција, здравство, здравство, образование, образование, социјална заштита, еве да кажеме, социјална заштита и толку. тука некаде, да. Од прилика. Ова се стожер, ако сакате. Стожерна институција е универзитетот, стожерна Образование, институција рековме, нели, е да. клиниката. Да. Стожерна. Моментов сме оставени Училницата бе училиштето основно, имали подобра. Таму по 8 сата ги пуштаме децата да бидат во текот на денот. погледнете што направи од нашава земја. Сега што е суштината? Кога знаеш она, многу е полесно нешто да рушиш од да изградиш, така? Така е. Замислете, сега пази, од 70 до 74 да дојде, на држава ви требале 10, сега ги кажам, 17 години им требале. И сега се враќаме повторно на истиот стадиум. Значи за 3 години може да го срушите тоа што се гради за 18. Да секојаш е така, Липчо. Секојаш е така. И сега ние повторно ќе треба 18 години да го градиме ова. Да. Не, види го, например, оној, значи, не постои таква катаклизма каква што е видена во Русија во годините на Јелцин, која беше нивната транзиција. И колку време и требаше на Русија за да се врати од сето тоа? И уште не се има вратено целосно. Се мораме и тоа да го истакнеме, да го кажеме. И уште се немаат вратено целосно, што е трагично. Не е убаво. Така што ова е лоша работа, која сме веќе кај Русија, сега и тоа да го прокоментираме. Вчера имаше избори, победа на Путин. Никој не мислеше поразлично. Да, западните наблюдувачи, сите земји реагира од Западната алијанса, не го признаваат изборниот процес таму. Види, Русија- Она што е интересно е дека доколку го заврши мандатот, Путин ќе биде подолго на власт во Русија отколку што бил Сталин, а и не само тоа, можено и Петар Велики да го надмине. Значи,
Тој има сега 71 година, или колку имаше сега. Меѓутоа на власт е од 1999 година, од новата година. Ти си помлад, не се сеќаваш, тоа беше таква една драматика. Руските председатели имаат обраќање за нова година традиционално. И излегува Јелцин, се обраќа и вели: јас си заминувам, давам оставка, премиерот ме заменува. Шок во цел свет. Така тој дојде на власт, па нели потоа потврди на председателски избори. Меѓутоа, факт е дека во 21. век русите немаат друг лидер, само тој е лидер. И уште еден факт друг. Повели. Имаат сериозен демократски дефицит. Факт е и тоа. Значи не е тоа Сега, типична демократија како што се западните демократии. и имаат огромен демократски дефицит. Факт е и тоа. Извезуваат со последната војна веќе и порано нели може да кажа тоа се теорија на заговор, но со конфликтот во Абхазија и Јужна Осетија и сега потоа тоа што се случуваше во Грузија, нели? Со Грузија 2008 е тоа, да. 2008 и со инвазијата на Украина веќе Русија потврдува дека извезува нестабилност. И сега сите ќе ми речат: ама тоа и Западот, Југославија бомбардираше и така натаму. Океј, но и по таа ваша теорија Русија е во клубот на нестабилност повторно. На земји кои извезуваат нестабилност. Демократскиот дефицит на Русија е проблем на русите. Не го гледаме како наш проблем. Да се разбереме. нивни проблем е точно. Значи, е проблем на русите, политички, ако сме коректни, проблем кој русите ќе треба да си го решат доколку сакаат, нели, да бидат држава која ќе биде во едно цивилизирано друштво и држава која ќе биде во една позиција да Нивна работа. остане Кога меѓународен фактор. Дефицитот на демократија пред се должи на две работи, на три работи. Прво, некој ќе рече: па добро, таму кога имало демократија и ќе биде ќе биде во право. Тоа е точно. Второ, ќе рече: имаше обиди за демократија, но од кога почна изолацијата од страна на Западот, на Русија, недемократијата предоминираш, нели, се разви уште повеќе. И тука има одредена вистина. Путин сакаше Русија во НАТО да ја зачленува. Истиот тој Путин. Но не му дозволи. Има и тука некаква вистина во сето тоа. Дали Путин ја игра улогата на архетип на непријател и ја продолжува ладната војна која им одговара на сите, тоа историјата ќе покаже. Во овој момент не можеме да Не може да тврдиш ништо. не може да тврдиш ништо. Но проблемите со човековите права, проблемите со слободата се проблеми кои се сериозни за рускиот народ. И рускиот народ ги живее овие проблеми. Таму може да ве убијат на мост, кој што го убија немцов затоа што имате одредени политички ставови. Може да ве фрлат во затвор, па да умрете во затвор како Навални затоа што имате одредени политички ставови. Тоа не е. Тоа е проблем за русите и проблем кој русите ќе треба да си го решат. Доколку сака. Но ова што го споменавме, да се цитира времето на Јелцин као време на некој либерализам и демократија, малце вон памет. Не. Тотално вон памет, ја ќе си кажам. Тоа е транзицијата. Ама не, види, дека Таму имаше уште по... Ако ние овде сме се соочиле со криминална транзиција, замислите ја нашата криминална транзиција со многу повеќе милиарди за крадење. И види, знаеш како. И тамо исто така имаше убиства, контроверзи, све и свашта имаше. Не, тоа е еден од најцрните периоди Факт е тоа. во историјата на Русија. Но, пак ќе кажам, последниот извоз на нестабилност од страна на Русија со конфликтот во Украина, кој трае до ден денес, е сериозен предизвик за целиот свет и геополитички предизвик и за Европа и за Соединетите Американски држави, кој се одразува крај крајва и на нас. Затоа што и ние овде имаме, ради тој конфликт, немаме хеликоптери у моментов.
Па сега купуваат за многу повисока цена. Пратиш тоа со хеликоптерите? Пратам бе, тоа страшно е. На 5 до 2, не ги разбирам ова, мите ли неос хеликоптери, бе, зошто се прави ово 5 до 12? Како земја членка на НАТО, имаме можност да купуваме директно од државите хеликоптери. Да. Воена опрема. Значи ние и дури имало и понуда од Канада за 60 милиони евра хеликоптер или така нешто беше. И наместо тоа ние купуваме хеликоптери од скандалозна фирма како што е италијанската Леонардо. Значи одбиваме Славјанка Петровска одбива да купи хеликоптери од земји во НАТО, од држава да купи хеликоптер и купува хеликоптер од прекупци, од компании. А Леонардо во Македонија дел од судски процес проврзан со господинот Драги Рашковски, ако се сеќавате. да. За сосем друга технологија. И ова е, да, слично како Митилинео, слично како сите тие случаи. Нема зашто се прави 5 до 12 и нема зашто тие набавки... Има за да се краде. Да, точно, меѓутоа тие набавки треба да се малце... Ја не знам, се изјасни врховниот комендант околу тоа или не? Кој, Стевица? Не. Пендаровски уште го нема. Ние во петокот направивме емисија дека го нема. А врховниот командант уште го нема. Верували или не? Го нема, Да. ништо нема кажано. Да. Е. Браво. Куцам на Google, имаш за Пендаровски анализи некои за неговото работење и има дека странка на Демократска акција во Македонија СДА со поддршка на Стево Пендаровски. Друго Джелјо Хоџич, да. Друго нема ништо. Има соопштение од ВМРО ДПМН и тоа е тоа. Нема, чекај да видиме. Мислам дека Провери. чекај да видиме со Гордана Силјановска пред 9 часа. Да. И Георги Спасов има серија колумни против Гордана Силјановска. Видев тоа. И во последната ја спореди со Шешелј. И како, молим те, како го врзува тоа? Вели, таа е класичен идеолог на популистичката десница, устата е полна со некакви одбрана на уставот и ослободување на уставобранителите. Четничкиот војвода Војслав Шешелј е доказ дека докторската титула и универзитетското професорско звање не се гаранција за возење мудри политики во општеството. Освен што Шешелј може да е проголта Силјановска куп кафе која ќе го видиш, и освен што учествувал во војни и подривал телми. За разлика од него, професорката Гордана Силјановска Не само тој, стилот негов ти текнува како беше... смирувала страсти во општеството, да се разбереме. Не била таа кој ги подривала. Убаво го кажува. Мислам, има една круцијална разлика се. И искрено не ми е јасно како влегал Георги Спасов. Прво беше шовинист. Ја критикуваше затоа што за годините и за Да, машки шовинист беше тука. да, и затоа што е женско. Па и сега заврши со тоа, сега ќе ја споредува со Шешелј. Силјановска е се освен националист, барем според мене. Не знам. Не убаво бе вакви. Ја знам сега сите сакате партиски да одработите и така натаму, но треба тоа достоинствено да го направите. Не може да се надувуваат работи и да се бара нешто кај што не постои. Океј, нема проблем, Георги. Кажете си дека Пендаровски е подобар кандидат од Силјановска. Наведете факти ако зошто е тоа така, да. Ме разбирате? Не, нека наведе, нека даде со нека... Шешелј да ја споредувате, мислам стварно е Не е во ред. уопште не е во ред. Не само тоа, Шешелј бил поларизатор кој што ги правил проблеми и во српското општество, провоцирал и така натаму и уште провоцира. Не, и сега,
може ој дел да ти го... Ајде. Ја као британиста, пошто он нели беше амбасадор во Велика Британија, и му текнало на авторот да направи паралела. Вели, нејзината приказна е позната во светот како суверенизам, не е точно, виден веќе во кампањата за Брекзит, која се водеше под слоганот да си ја вратиме контролата назад, пошто Велика Британија излезе од ЕУ, но се гледа и во кампањата на Доналд Трамп, која се води со слоганот да ја вратиме Америка пак голема. Со нејзината политика на Македонија може да и се случи и се случува веќе Макзит, односно излегување на Македонија од ЕУ уште пред да стане членка. Како е тоа можно, ајде сега да го прашаме професорот? Како е можно да ти се случи Макзит пред да станеш членка? Во СДСМ може они се влезени во ЕУ уште со глисерот која се слика. Да, влегува тогаш во ЕУ со глисер, да. Се сеќаваш тоа? Да. Веројатно од таму е тоа. И сега ќе излеземе од ЕУ поради Силјановска, пошто нели сме влезени веќе Да. според нив. Ивица, треба да научиме малку да астрално да комуницираме помеѓу паралелните реалности во земјава. Да влегуваме во порталот во кој сме во ЕУ, па да се враќаме назад во реалноста. Може би па само наша реалност е дека ние не сме членки во А ЕУ. да. Ништо чудно. Може ние сме во заблуда. Сите ние кои мислиме дека не сме членка на ЕУ А сме. и дека немаме почнато ни преговори. А сме членка, не. Да. Може би ние сме во заблуда. Тешка. Види, дури мислам дека антиваксериве полесно ќе ги совладам од ова. Не знам како да кажам. Стварно, ќе сме излезеле од ЕУ поради Силјановска, иако веќе не сме влегле. Во ред, ја можам да седнам и да и најдам на професорката 20 забелешки на нејзиниот наратив, и тоа се забелешки кои ќе држат вода. Може да седнам да полемизирам со неја, веројатно ќе полемизираме овде во кампањата. Ама да кажеш дека е проблем што е жена и дека ќе ја изнесе Македонија од ЕУ, Е, вон секоја здрава памет. Се согласуваш? очигледно некој друг има проблем со годините. Не немој сега и ти. Не оди сега и ти. Со таму. машки и джизам да не одам. Не оди Да. таму сега. Не оди таму сега. Добро, си има некои све политички причини. Ама не, окей. Седнете и критикувајте Силјановска, никој не ви брани, ама сега факти да ја споредиш со Шешелј. мислам. Вау. Со Шешелј да ја споредиш. Страшно. На тајм отварам, насекирани се порталиве зошто принцот Вилијам не носи бурма, а Кейт Мидлтон подолго време ја немало во јавност. Ја, остај сега тоа. Сега, значи, знаеш, не сме таков тип на емисија. Абе сега види се, Кралов сега мака си има со здравието човеков, мајка му скоро ја изгуби, сега уште овако се деси. Така од тетки, ве, знаеш. А остај сега тоа, молим те, значи, не ти личи сега, не зезе се. Не е добро за крај да се нашалиме. Чекај друго нешто што им е интересно. Борел на годишната на Охридскиот договор, добро. Небитно. Нема бе нешто многу интересно. Не, ти викам, многу е кампањава, до сега имаше само негативности. Содржина не видовме. Не знам дали се го... Добро, може би ги чуваат работите за кампања, програмите, ама сега за сега нема ништо субстанцијално, нема ништо интересно, знаеш. Ивица, ајде пред да завршиме, пошто сме на самиот крај, да го даеме одговорот на клучното прашање. Дали ова ќе биде ли Македонија, не е клучното Да. прашање ова утро. Дали Македонија ја доживе оваа системска ерозија на секое можно поле поради некаков заговор и некакво планско уништување на оваа држава? Добро. А изгледа така. Да се разбереме. Или ова ерозија е плод на неспособноста на оние кои не владеат. Второто. Ке ти мислам, и да имаше план,
ќе изгледаше поинаку. Мислам, еве, на пример, кризата со пасошите Планска е? Не. Неспособност. Комплетно. Види, може да е Планска. Не гледам така. Да беше Планска, бем ке видевме некој система. Врска, хаос. Неодговорност. Неодговорност кон функцијата, неодговорност. Страшно. Страшно. Значи ти мислиш дека не уништуваат Планска, Не. да уништуваат пошто се неспособни? Да. Јас сакав да верувам дека Плански не уништуваат. Не. Само залажувањето ќе ми беше многу гледаш и колку сме битни, сакаат да не уништат. Таква работа. А вака изгледа многу по-трагично, знаеш? Па и изгледа и трагично е. Љупчо. Значи, вака изгледа многу по-трагично. Не е Плански. Многу е трагично. Многу е трагично. Боли што е трагично, знаеш. Многу боли што е трагично. И не знам како да ти кажам. Мене ме навредува некако, како да ти кажам. Ме ги навредува чувствата. Како граѓани на оваа земја. Токму затоа што е трагично, пак ќе ти кажам. Да затвараме Дуќан, више. Мислам дека редно е да затвараме Дуќан, затоа што убаво е утрово, тргнавме со многу тешки теми. Убаво е, така, гледам сонце има. Да, прекрасно. сонце има, ама мрак не облева, прочитувани слушатели. Абе, добар. Ај тука сега да престанеме со поезијата. Уживајте во убавиот сончев ден. Некако гледајте да си го појачате животниот век, затоа што очигледно владата не мисли дека треба да живеете повеќе. Уживајте во вашите животи, а системов може да се среди доколку сме доволно паметни. Ако не сме паметни, може да стане и уште полош. А колку сме паметни, ќе покажат следните избори.